Се уште има училишта каде нема пристапни рампи, а голем дел од училишните згради ја немат потребната инфраструктура за движење на лица со телесен хендикеп. Државата не вложува доволно за лицата со попречености активно се вклучат во образовниот систем, е оценката од неколкумесечното истражување на невладината фондација Чекор по Чекор. Не сите ученици со попреченост имаат потешкоти со движењето. Ние имаме ученици за кои што пристапноста не е никаков проблем, меѓутоа не се преземаат на државно ниво доволно мерки за да се поддржи задоволувањето на нивните посебни потреби. Не секој дете има потреба од рампа, меѓутоа има потреба, да речеме, од дополнителни дидактички средства, од една... И додека училиштата куборат со дидактички помагала, стручен кадар и образовни асистенти, за среќа свеста на граѓаните се менува. Се рушат бариерите и стереотипите кон луѓето со попречености, вели Зоран Мијалков, татко на 2 аутистични деца. Ако со постариот син имал проблеми со неприфаќање, сега со вториот, кој е 7 години помал, имат друго искуство. Го канат на роден ден и го дружат, а имат и образовен асистент. Во рокот 7 години разлика има подобрување во инклузијата на децата. Уште треба да се работи затоа што обично 1 до 2 часа само имаат од стручните служби, бидејќи па и голем број на деца веќе има со посебни потреби, така што треба да се работи на зголемување на тимовите. Во рамки на овој проект, основното училиште Димитар Влахов во Штип доби сензорна соба.